Добро, значи во секој случај ќе го образложам амандманот. Добро е што сега е присутен и заменик министерот во отсуство и на министерката, така да барем ќе имаме шанса да презентираме што предлагаме. Со овој амандман се врши измена во член 1, се додава нов став 7 и се менува и гласи: Владата донесува одлука за распишување јавен повик до сите сместувачки капацитети, хотели, мотели и поединечни сместувачки капацитети во градовите каде ќе се одвиваат студиите и исклучува договор со најповолните понудувачи за сместување на студентите согласно со член 24 став 2 од овој закон. Значи, овој амандман е суштински поврзан и со првиот амандман кој го објаснуваше пратеникот Јулевски, меѓутоа што е поентата. Значи, се наоѓаме во време на пандемија, знаеме сите кои се последиците од ковид кризата и во насока на решавање на проблемот на студентите кои нема да можат да се сместат, а добиле соодветно листите место во студентските домови, сега со овој закон ние настојуваме да го решиме нивниот проблем. Во таа насока ние предложивме амандман со цел да и помогнеме на овие студенти, меѓутоа во суштина и со овој амандман помагаме и на хотелиерите. Едноставно ние ја препуштаме целата постапка на владата, значи тие ќе си терат целата постапка, да повикат јавен повик, кој од хотелиерите е заинтересиран, кој исполнува услови согласно ковид протоколите, да може соодветно да изврши сместување на студентите и на тој начин да направиме бајпасирање на проблемот, односно студентите да добијат соодветно адекватно сместување, каде што ќе бидат строго регулирани протоколите од COVID-19, нели, согласно медицинските препораки, и сметаме дека ова е добро решение во насока на изновење на места каде што тоа прецизно и до детали ќе се почитува. Во спротивно, нели, постои опасноста студентите да се сместуваат во индивидуални куќи, станови и така натаму, каде што не знаеме како ќе се одвиват целите работи околу пандемијата, постојат одредени можности за ширење на заразата и така натаму. Значи, идејата на овој амандман е да ги ангажираме хотелите кои имаат такви капацитети, а видовме дека во време на пандемијата такви хотели се јавија во насока на излегување во пресрет на луѓето кои доаѓаа во државата и кои требаа да поминат одреден временски карантин. Едноставно тоа го покриваше државата и на некој начин се стави ред со таа проблематика. Сметам дека амандманот е издржан, дека владата треба да го прифати и е во насока на истите средства едноставно да се пренасочат во добро организирање на оваа проблематика, односно студентите кои не можат да се сместат во студентските домови да бидат сместени во хотели, мотели, односно места каде што ќе можат да се исполнуват условите за безбедно сместување на студентите. Сметам дека амандманот е добар, се надеваме дека владата ќе го прифати. Благодарам. Ви благодарам.